Добро вечер, Скопјани, добро вечер, Македонијо. Како што знаете, се собравме денес да одржиме протест против криминалниот здравствен систем. Доставивме јавен повик на социјалните мрежи до сите категории на болни од клиниките за интерна медицина, ортопедија, стоматологија, хематологија, хирушки клиники, лица со посебни потреби. Бидејќи реалната ситуација во Македонија, сите ја знаеме, не е на завидно ниво, секојдневно имаме кукање и молење за лек. Во нашите установи здравствениот систем не функционира на никакво ниво. Здравството се крши, паѓа на стаклени нозе. Нашиот медицински персонал заминува во развиените држави каде што е повеќе ценат и третиран. Поради што тука добива ниски плати, ниски примења, па може би и тоа е причина за да постои мито и корупција во нашата држава. Друго што сакав да кажам, нашите пациенти воопшто немаат протоколи за лекување. Ова го потенцирам и го нагласувам, бидејќи доколку во сите дијагнози имаме протоколи за лекување, до тогаш докторот би одговарал што се случува во пациентот, се запишува во која минута, во кој ден е примен, што му е дадено и како се лекува според протокол. Приоритетните листи, тоа е забуна. Листите на чекање се исто така голема забуна, хаос невиден. Друго што сакав да кажам во здравствениот систем, ние имаме како да го излекуваме овој здравствен систем кој што се крши и пропаѓа на стаклени нозе. Имаме визии, имаме идеи кои што ги спроведуваме и сме во тек да го разработиме планот за една државна веледрогерија под капа на државата, која што ќе снабдува лекови од прва рака со што би избегнале 10 станици на профити. Така не би се богателе овие големите веледрогерии. Пациентите би биле задоволни. Битно ни е да кажам дека мора да постои меморандум за соработка меѓу држави. Например, ако во нашата држава не постои можност за одреден лек, пациентот да се праќа во соседната држава со тоа што би покривал нашиот здравствен фонд. Здравството се крши, кажав, на стаклени нозе, но народе, излезете од стигмата, зошто денес не сме тука. Ние пуштивме јавен повик до сите вас, до сите здруженија. Излеговме точно поради вас од хуманитарни побуди, затоа што и ние сме дел од ова општество и ние молиме за спас и го пуштаме нашиот глас за доброто, за иднината, ама за сите нас. И ние сме постоечки потенцијални пациенти, што треба да се лекуваме во ова наше криминално здравство. Како што кажа господин Јорго, не може да се реши проблемот во здравствениот систем доколку се изгради некој си мамутски клинички центар. Проблемот се решава со 12 регионални клинички центри во Републиката. За крај, за да ве поздравам и сметам дали ќе може да прочитам дел од мојата поезија, која што се вика Молба за лек. Со ова сакам да му дадам поддршка. Мојата молба за лек ја посветив директно на сите страдалници, кои секојдневно се молат и умираат по болниците и човечки животи одат поради неспособноста на институциите. Еден момент само. Мајко Македонијо, погледни ги твоите напатени страдалници, уморни од непреболчеда, на колена молат, жедни се, жедни за капката живот, што значи коленичот да ја добијат, за повторно животот да здрачи. Погледни ги твоите пилиња млади, со скршени кријуца и јанзи во гради, очи со поглед, болки и страдања во недоглед, грудки длабоки издишки носат, со голема мака се косат, паѓаат покосени од слана, сјајни души без мана, пусте животот со немање лек, пусто е се, до солзи и лелек, до кога вака,
До каде води најголемава мака? Ти не си мајка, ако ги оставиш така. Не си ни татковина што умее да заштити и сака. Ум и разум на сите души, лелекот на мачениците да допре до уши. Со ова сакам да го завршам мојот говор, да му препуштам говор на следниот мој говорник. Да ни е вечна Македонија, да живее Македонија!